Во материјалната евиденција, основен клуч за артиклот е шифрата негова, која може да биде 20 до 20 бројки или букви, карактери, латинични големи букви. Ако сакаме подетална евиденција, можеме евиденцијата да зголемиме да се работи со серијски број на артиклите или во табели магазинот да биде и по лот. Значи, со дополнително селектирање на одредено поле, се овозможува проширување на евиденцијата. Како во пракса тоа изгледа? Еве ќе отвориме нов артикл. Нов артикл, например, артикл број 200. Нема прв пат се отвора тој артикл. Еве, например, лента. Значи, број 200 е лента. Може да селектираме овде има серијски број, мада и не мора. Сега, кога ќе правиме прием, влез, еве ќе правиме нов влез, од добавувач по негова фактура, артикл 200, се отвара поле за серијски број. Ќе внесеме количина, например, сме примеле 2 ленти. И тоа, првата лента има серијски број 201-301 со одредена гаранција, може да овде да ставиме гаранција. И втората е 201-302. Имаме 2. Ако сакаме да внесеме повеќе, викам, вели бројот на серијски броји ја надминува влезната количина. Значи, во стар ставаме број дека имаме 2 и внесуваме 2 серијски броји. Ако имаме гаранција, например, 365 дена, за сите ја пренесуваме надолу. Значи, имаме 2 ленти, набавна цена е 10.000 денари, и сега, кога ќе правиме излез од магазин, еве ќе правиме нов излез на купувач, не е битно на кој, еве го бираме артиклот 200, кај серијски броеви, ни се дават серијските броеви на залих. Со двоен клик, прво ја ставаме количината, дека изнесуваме една лента, и со двоен клик бираме која лента ја изнесуваме. Значи, втората лента ја изнесуваме, првата ни останува. Или ова ќе избришеме, ова ќе изнесеме. Со изнесувањето на таа лента, автоматски се зема незината набавна цена. Значи, ова веќе не е просек, туку исклучиво се зема таа цена, што е доделена на тој серијски број. И сега, во прегледи, овој артикл 200 има влез 2, излез 1. Значи, на залиха ни е 1. Еве како ни е влезот. Еве ни ги влезните серијски броеви. Еве ни го излезниот серијски број. А кај рубриката за залиха по серијски броеви, имаме кој серијски број ни е на залиха. И можеме залиха по серијски броеви. Значи, точно кој серијски број ни е останат на залиха. Евиденцијата може да правиме и по лот. Лот е поле, серијскиот број е поврзан со еден артикл, а лотот може да биде поврзан со одредена количина. Значи, кога имаме одреден лот и кога го правиме излезот од тој лот, се земат податците од влезните податци од лотот. Например, ќе правиме нов прием на нов артикл
Еве ќе внесеме артикл 201. Топка. И сега ќе направиме два приема. Еден прием со лот 500 АБ, количина 10, цена 150. Овде може да ставиме рок на трајање. Во истиот документ ќе ставиме нов артикл 201 со лот АБ БЦ. Исто 10, но цена 200 денари. Значи тоа е истиот артикл со два посебни лота. Лотот може да биде, ако правиме увоз, тоа може да биде бројот на УЦД, може да оставиме бројот на фактурата или може да го измислиме, ако сакаме евиденција по лот. Во прегледи, во магазинот, еве артикл 201 топки, имаме 10 и 10. Еве го и лотот. На крајот, картицата е исто. Во картицата го нема лотот. Но еве ги лотовите за тој артикл. Или залиха по лотови. Еве ги сите артикли, но се подразбира дека во тој магазин има се е по лот, и еве ни ги овде лотовите. Еве 150 и 200 денари. Кога ќе правиме излез, испратница купувач и артикл 201, веќе имаме два лота од кои може да бираме. И сега, ако кликнеме два пати на првиот лот, се префрлува првиот лот и неговата цена 200. Два пати на другиот лот се префрлува 150. Или може да, ако сакаме да не се замараме, да земеме една количина, да речеме да пишеме 12 и спроведи во испратница. Ќе земе од едниот лот по другиот лот. И секој ќе си ја земе со собствената цена. Така да имаме точна евиденција и може уназад да пребаруваме за секој лот како ни е историјата. Ова е посебно згодно кога имаме производство и треба да се прати уназад потеклото на артиклите, од набавка до излез. Во прегледи сега, само тој лот е на залиха. Еве. АБ влез 10, излез 2, останалот 8, од другите само целосно се изнесени. А моментална залиха е само од лот АБ. Ако сакаме да ни прикаже тие што се различни од нула, еве ќе ни го прикаже само тој што има залиха 8.